Здраво на сите, јас сум читачот и добре дојдовте на мојот канал. Се надевам дека сите сте добри. Олга Токарчук е полска писателка, веројатно една од најчитаните полски и писателки и општо автори во моментов, една од најпопуларните, а нема да претерам веројатно ако кажам дека е една од најдобрите и најпознатите светски писателки во моментов. Пред неколку години таа доби Нобеловата награда за литература. А нешто пред тоа, можеби една година пред тоа, го прочитав низиниот роман Талкачи, Бјегуни, мислам дека е на полски во оригинал. Превод на македонски во издание на Или. Романот на вистина ме воодушеви, на восхитен бев, иако е малку е комплексен романот, значи составен од повеќе куси, подолги текстови, има неколку стории кои што се провлекуваат низ целиот роман, меѓутоа има многу повеќе слоен роман, на вистина ми се допадна, ми би го нарекол на филозофско литературна или литературно-филозофска медитација, промислување на движењето, на номадството, на тој порив, таа потреба на луѓето да се движат. Посакав да прочитам нешто друго од неа и има уште еден нејзин постар роман во издание на Антолог, меѓутоа овој роман решив да го прочитам. Тереси го плугот по коските на мртвите, во издание на Антолог и одличен превод на Лидија Танушевска од полски. Сакав да го прочитам овој роман затоа што имам читано дека е еден од неколкуте нејзини најпознати романи, најчитани, и сакав некако да барем да добијам поубава слика, малку да ми се комплетира, иако не може од два романи да се комплетира сликата за некој автор, меѓутоа сакав да добијам подобро чувство за тоа каков писател, каква писателка е Токарчук. Не се разочарав. Ова е исто така одличен роман кој што сметам дека заслужува да споделам неколку мисли, неколку импресии, впечатоци од читањето на овој роман. Исто како и Талкачи, мислам дека и овој роман, Тереси го плугот по коските на мртвите, е тешко да се категоризира и не е лесно да се зборува за овој роман или да се смести во некој жанр, затоа што тука има и мистерија, има и трилер, и е многу интересна комбинација, затоа што кога ќе почне романот, после кратко време сваќате дека станува се работи за неколку убиства кои што се случуваат во едно планинско место и потсеќа на оние худанит, нели, детективски крими романи, меѓутоа мислам дека ова е нешто повеќе од тоа, затоа што ако ужива во нешто додека го читав овој роман, тоа е во прозата. Некогаш уживаме во приказната повеќе отколку во стилот на пишување, меѓутоа овде беше и добра приказна, меѓутоа и ужива во стилот на пишување, прозата на Токарчук споена со одличниот превод. Мислам дека прави една одлична комбинација. Првото поглавје и самиот почеток на романот беше фантастичен. Се случува во едно планинско место, всушност тоа е едно мала, да ја наречеме викенд населба, во која што има 7 куќи, од кои што во текот на годината таму живеат низ целата година само тројца луѓе. Живее оваа жена, која што е раскажувачот и главниот лик во овој роман, и живеат уште двајца луѓе, постари луѓе. Оваа жена исто така во своји постари години. Во тоа место, таа населба во близина на едно село и во близина на едно градче, меѓутоа кога ќе падне снег таму, тоа е се затрупано и тие живеат, се снаоѓаат како умеат и како знаат. Едниот од нив, оваа жена се вика Јанина Душејко, меѓутоа незините двајца соседи се Големото стапало и Караконџул. Таа ги презира обичните имиња и презимиња и мисли дека недоволно ги доловуваат суштината на секој човек, и таа според тоа како ги доживува луѓето им дава своји имиња кои што ги користи за нив. Почнува со една неверојатна атмосфера, со една зимска ноќ во која што некој тропа на вратата и тоа е соседот и вели брзо облечи се, Големото стапало умре. Одат заедно низ снегот, се нагрнуваат со некакви алишта, одат низ снегот да видат што се случило таму и гледаат дека нивниот сосед, кој што таа многу не го мириса, не го сака, умира. Доаѓа полиција и од тука почнува приказната. И како што раскажува повеќе, се повеќе ја запознаваме, нема многу да откривам детали, ја запознаваме оваа жена. И ќе сватиме дека таа е
Меѓу другото била порано работела како архитект, подоцна работела како наставничка, меѓутоа тука е сега оставена со своите натални карти, се занимава со астрологија, иначе има многу и делови и параграфи во текстот во кој што таа ги објаснува движењето на звездите и пробува преку звездите, преку она што се случува на небото, да ги објасни, и таа мисли дека смета дека има дефинитивна голема корелација меѓу движењето на звездите и она што се случува на земјата. Ќе видиме дека на некој начин ја сметаат за некаква си, и самата таа се нарекува за некаква си, не ја сметаат, сваќаат како сериозна жена, ја сметаат за некаква си лудача, некаква откачена жена која што е во свој фазон, и после некој време сваќаме дека таа смета кога ќе почне да се случуваат неколку убиства едно по друго, сваќаме дека таа смета дека токму затоа што сите овие луѓе им нанесуваат неправда и страдање и ги убиваат животните кои што живеат тука има повеќето луѓето таму се ловџии, со благослов на свештеникот, со локалните моќници таму, сите се здружени и буквално ги тероризираат во нејзини, според неа, во нејзини очи животните, и тоа го доживува травматично, тоа го доживува страшно и смета дека животните, и почнува да шири една теорија дека животните всушност им се одмаздуваат на луѓето и ги вршат тие убиства. Тоа го кажува во полиција, тоа го кажува на пријателите, пробува да ја замолчат, као окей, добро, немој да ја шириш оваа твоја теорија, затоа што не држи, ќе сметаат дека си луда, дури Караконџул, најблискиот сосед, со кој што немаат преголема комуникација, меѓутоа и тој ќе ја сослуша, меѓутоа ќе проба да ја замолчи. Ликот нејзин е многу интересен, настрана од действието, тие убиства и таа мистерија и она кој тоа го направи, who done it, кој го направил убиството, не е баш таков романот, затоа што нејзиниот лик ве привлекува и нејзините размисли, повеќе од тоа да дознаете па кој сега на крај ќе се расчисти, ќе се дознае кој ги направил тие убиства, меѓутоа има многу повеќе слоеви во овој роман од тоа. Значи таа буквално се доживува едно силно соживување со сите живи суштества и го сваќа многу сериозно страдањето, убивањето на тие црни. Значи ова е жена која што вели дека си има свои болештини и ја фаќаат напади на болка и така натаму, и сваќаме дека не знаеме дали да ја земеме за сериозно. Сваќаме дека таа е несигурен, не веродостоен, или на англиски тоа би било unreliable narrator, во смисла на тоа дека не знаеме дека дали ова што го зборува е се вистина, дали може да ја веруваме, дали си замислува работи. Значи има повеќе слоеви и многу интересни промислувања во овој роман. И мислам дека романот е прилично ангажиран. Обично не сум фан кога е нешто отворено, кога е ангажиран романот, кога се залага и промовира нешто. Некој писател сакам кога тоа е направено суптилно, кога ни се сугерира нешто. Тука е малку подиректно, поотворено, и таа тема за влегува таа во некои и длабоки промисли во тоа зошто животните не заслужуваат да живеат подеднакво, да бидат оставени да живеат исто како и луѓето, зошто тие се помалку вредни, зошто луѓето се сметаат за повредни. Тука игра улога и става под знак прашање, па дури и некои и филозофски и теолошки теми, во смисла зошто ловечкото друштво, тоа беше еден интересен момент, вели заштитникот на ловците во тоа место е некој си Свети Хуберт, кој што кога бил развратен човек, бил лош човек и ловел еден ден и сакал да убие Елен, ама на видал меѓу роговите му се појавил крст и тој се покајува и престанува да убива, и таа вели па добро, тој човек го напуштил, тој престанал да убива, а вие го земате за каков апсурд, вие го земате него за ваш заштитник, и да ви ги благословува вашите убиства, и тука е свештеникот вмешан. Едноставно се поставуваат едни сериозни, тешки прашања, размислувања, исто така за тоа како се гледани постарите луѓе или постарите жени, дека таа не е земана за сериозно, дека
дека е исмевана, луѓето ја гледаат како чудна и така натаму, така што се смета дека ова е најангажиран роман на Олга Токарчук и на момент можеби малку тоа ми сметаше и сметав дека е премногу директно, премногу отворено, меѓутоа на крај кој тоа ќе се искомбинира со таа мистерија, со тие убиства, со разрешницата на крај, како тоа ќе се реши, многу фино функционира. Таа Блейк е присутен постојано, да е единствениот нејзин пријател кој што редовно ја посетува, да нејзин бивш ученик, студент кој што работи во полиција, меѓутоа во слободно време обседнат со Вилијам Блейк и го преведува и доаѓа кај неа ќе вечерат и заедно размислуваат како да решат некоја негова строфа или некој негов стих да го преведат на полски. Мислам дека многу и тоа е еден интересен лик, значи фокусот е само на неколку ликови. Има еден извадок што сакам да го прочитам, кога таа размислува, им зборува со своите пријатели и вели: жетвата на мојот живот не е граѓена ништо, ниту во моето време сега, ниту во некое друго, никогаш. Но зошто треба да бидеме полезни и за кого? Сватив дека спаѓаме во луѓе што светот ги смета за безполезни. Токму таа заедно со тие неколку пријатели на некој начин се како ликови отпадници кои што не се дел од заедницата во смисла на почитување на традициите или почитување на поредокот, во смисла на тоа дека така се правило од секојаш, така и ние продолжуваме да правиме. Од секојаш ловеле луѓето, нема потреба да поставуваме прашања, црквата тоа го благословува, полицијата тоа го премолчува, дури нема никакво разбирање за тоа. И така си било од секогаш. И оваа група е речиси како група на отпадници и таа смета дека, и таа како што вели, сватив дека спаѓаме во луѓе во кои што светот ги смета за безполезни, во смисла не се вклопуваат во системот, нели, во тој поредок. Многу интересен роман, има малку комплексен, не може да се извлечат разни поенти. Мислам дека вреди да се прочита. Терај си го плугот по коските на мртвите. Е роман кој што нема така брзо да го забравите, ќе ви отвори некои прашања. Нема повеќе да должам. Ви ја препорачувам Олга Токарчук и овој роман Терај си го плугот по коските на мртвите. Комплексен, повеќе слоен, а исто така има и мистерија и убиства кои што треба да се решат. Толку за Олга Токарчук, ве поздравувам, чуете се и се гледаме со наредното видео. Поздрав!